Вистинското место на кое може да го почувствувате климатското влијание од Медитеранот е околината на Дојранското езеро на новие простори, отвореноста кон југот и ниската надморска височина 148 метри причинуваат средната годишна температура на водата да биде околу 15 до 18 степени, додека во лето дури до 25, односно до 28 степени. Така што може да помислите дека се наоѓате во води на некое тропско езеро. На бреговите на Дојранското езеро има вистински медитерански амбиент. Дојранското езеро изобилува со богата автохтона флора и фауна. Тоа брои десеттина ендемични видови, мекотели, сунгери, црви, инсекти, од риби, сом, белвица, јагула, крап, црвеноперка, од птици, корморани, диви гуски, шатки и лиски, фазани. Локалните рибари пак, традиционално и единствено во светот, ловат риби користејќи огради од трски наречени мандри, кои се наоѓаат на места каде расте трска и во кои рибите бегаат од птиците нуркачи. Појавата на риболовот на Дојранското езеро е речиси идентична со населувањето на луѓето на крајбрежните делови од езерото. На брегот на Дојранското езеро изградба на населба се јавува уште од античкиот период. Таа се развила покрај западниот брег на езерото, каде бил лоциран појасот од трски кој нудел можност за архаичен начин на ловење на рибата, со што се потврдува фактот дека изградбата на населбата била наменски и поврзана со рибното богатство. Дојранското езеро е познато по традиционалниот начин на ловење риби со помош на птици во огради од трска, така наречени мандри. Ова е едно од ретките места на светот каде рибарите ловат со помош на птици. Дојранчани се особено горди на својата рибарска традиција. Мандра е воден простор во близина на брегот, во кој има рибарска куќичка, а од три страни е заградена со трска. Подготовките за ловење риби на овој стар традиционален начин започнуваат во октомври и траат се до март. Во октомври се оградуваат две страни со трска, а страната кон Дојранското езеро се остава отворена. Кога кормораните надоаѓаат во текот на ноември, барајќи храна, се приближуваат кон оградата баркајќи ги натаму и рибите. Рибарите, кога ќе констатираат дека има доволно риба, го заградуваат и третиот дел на мандрата од кај Дојранското езеро. Тие ги фаќаат птиците во делот наречен пиликатник, им ги сечат криљата и ги пуштаат на оградата од кај езерото, со што не им дозволуваат на рибите да излезат од заградениот простор. Птиците со исечени крилја се нарекуваат аргати. Како поминува времето, оградата се повеќе се стеснува и се приближува кон брегот, при што се создава мал простор наречен котец од каде се црпат рибите. Дојдете во Дојран да ги видите наколните рибарски колиби, што ги красат езерските води, па имате чувство дека тука времето запрело, чувајќи ја сета посебност и убавина. Дојдете видете како се лови риба со помош на птици, која е уникатна риболовна техника во светот. Дојранско езеро е едно од најбогатите езера со риба во светот. Дојранскиот крап и сом се предизвик за сите риболовци. Автохтониот крап е предизвик за лов на сите современи техники и крапџи во светот. Се ловат примероци до 35 килограми. Се лови на пливка и на современ начин на крапски риболов на бојли. Можат да се ловат крупни примероци на сом, со помош на бучка и други природни и вештачки мамци. Се ловат крупни примероци на костреж, на вештачки и природни мамки. Дојранско езеро е рај за рекреативните риболовци во зимскиот период, кога на едно место може да се забележат групирани и повеќе од 1000 риболовци. Дружењето со рекреативните риболовци е незаборавно, проткаено со многу рибарски приказни, анегдоти и рибарски техники за лов на бела риба. Многу почетници првите риболовни искуства ги стекнувале на ова езеро. Езерото е преполно со риба и не може да не уловите риба ако барате место за одмор и смиреност. Во преградка на медитерански амбиент, обкружени со неповторлива убавина на околината, тогаш Дојран е вистинско место за вас. А и дојранската риба, подготвена на традиционален кулинарски дојрански начин,
нема да ве остави рамнодушни.